Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе приготвуваме супа со лук. Некои луѓе толку сакаат лук што би можеле постојано да го јадат, а лукот носи и голем број здравствени придобивки. Овој рецепт е класично француско селско јадење, ефтино за приготвување, но навистина вкусно. Па, да започнеме со состојките. Ќе ви треба половина главица лук, 2 компира со средна големина, 500 мл пилешка супа, грст мајчина душичка, црн леб, пармезан, сол и бибер и маслиново масло. Прво земете го лукот, отстранете ја лушпата и измечете го лукот пред да го исечкате. Излупете ги компирите пред да ги сечете на големи коцки. Подоцна ќе измиксираме смесата. Додадете ја супата од пилешкото месо во делимано садот. Можете да ја направите сами користејќи остатоци од пилешко месо и одбрани зачини или пак купете си пилешки коцки за супа. Штом пилешката супа ќе се загрее, додадете ги лукот и компирите. Додадете ја мајчината душичка од озгора, врзана со врвка. Подоцна ќе треба да извадиме. Оставете сето ова да се вари од 20 до 25 минути. Исечете го лебот на диагонални кришки. Така се добиваат поголеми парчиња со поголема површина. Користиме црн леб со корка, кој изгледа подобро и е посоодветен за сосупата. Време е за скара. Зачинете го лебот со сол и бибер и додадете маслиново масло. Загреете ја грил тавата на висока температура и на неа ставете ги лепчињата. Сакаме да го испечеме лебот до степен кога убаво ќе зарумени. Превртете ги лепчињата по 90 секунди. Проверете дали супата добро се вари и додадете сол и бибер. Повремено промешувајте ја мајчината душичка за да се впие дел од вкусот. Штом супата ќе се свари, извадете ја мајчината душичка и исклучете го шпоретот. Време е за блендер. Ставете ја супата во блендер одредено време, додека лукот и компирите се израмнат, но сепак сакаме да задржиме одредена текстура. Време е за сервирање. Со голема лажица префрлете ја супата во длабок сад за сервирање и додадете ги кришките леб во средината, за да пливаат од озгора. На крајот изрендајте пармезан врз лебот, пред да го заокружите рецептот со едно гранче мајчина душичка. Лукот има силен вкус, но кога го варите или печете, се ослободува сладок вкус и со тоа се намалува горчливоста. Оваа супа има силен вкус на лук, но компирите создаваат баланс. Овој рецепт е класично селско француско јадење во кое ќе уживате секој пат. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната, затоа биди вистински пријател и сподели.